Благодарам председателе, почитувани министри, почитувани колеги пратеници. Јас ќе поставам едно прашање до министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство. Во изминатиот период, како резултат на многобројните средби кои ги остваривме ние пратениците, со граѓаните на Република Македонија се разговараше за нивните потреби. Така при средбите со граѓаните на општина Новаци се покрена прашањето за возобновување на пелагониското блато, кое постојало до почетокот на 1960 година на територијата на Битолското поле, тоест на сегашна територија на општина Новаци. На средбата беше истакнато дека ова блато имало позитивно влијание на микроклимата на целиот овој регион. Исто така блатото било дом на огромен број ендемски видови водни животни, риби, птици, растенија, инсекти и така натаму. Доволно е да се спомне и црнскиот краб, кој е прогласен за посебен вид на риба. Со хидромелиорацијата на блатото во минатиот век овие видови скоро се истребени, а микроклимата е променета. Затоа општина Новаци сака да реализира идејата за враќање на дел од блатото на површина од околу 50 до 60 хектари, а со тоа и за враќање на дел од нарушениот биодиверзитет. Имено во атарот на село Гнеотино, кој е оддалечено на околу 7 км од општинскиот центар на општина Новаци, постои земјоделско земјиште заведено како КП 113, КП 115 и КП 116 во атарот на село Гнеотино со површина од околу 60 хектари, кој е во собственост на Република Македонија, а моментално корисник е СК Пелагонија АД Битола, сместено е на потегот на вливот на 10 канал во река Црна. Во непосредна близина на истото поминува асфалтен пат. Земјиштето е дел од недлабокиот, дел од некогашното блато, а истото е пониско од самото корито на Црна река. И со својата местоположба од трите страни е оградено со насипи од Црна река и 10 канал. Скоро секогаш е поплавено со вода, со што е непогодно за земјоделска обработка. Токму од овие причини, имајќи во предвид дека нема да се предизвикуваат никакви финансиски импликации, бидејќи ова земјиште и така е необработливо, општина Новаци има идеја на дел да се поврати некогашното блато, со што придобивките би биле повеќекратни. Прво, ќе се возможи враќање на некогашната флора и фауна, во која постоелі ендемски видови кои се карактеристични на овој дел. Второ, самата вода ќе изврши позитивно влијание врз микроклимата, особено во жешките лета во Пелагонија. Трето, со современо уредување на овој мочуришен дел ќе се добие едно атрактивно туристичко место кое истовремено ќе представува еден природен аквариум со едукативни намени, место за спортски риболов и така натаму. А од тука моето прашање до министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство е дали би можело еден ваков проект да се реализира и кога би се реализирал, имајќи ги во предвид многобројните придобивки за граѓаните на ова општина Новаци. И благодарам. Благодарам. Пратеникот Васко Нумовски има едно прашање, тоа до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Одговорот се добиете од министер. Повелете. Благодарам председателе, благодарам пратениче за поставеното прашање. Јас со ова идеја на општина Новаци исто така сум запознаен привлеку мојата посета во врска со поплавите кои што беа во изминатиот период. Привлеку мојата посета на средбата со градоначалникот, истата ова идеја ми беше представена и од самиот градоначалник, каде што идејата е возобновување на пелагониското блато, кое што вие доста добро ја образложивте, кои се придобивките, што е све оно што ќе се добие. Малку само е спорно ова идеја кој ќе ја реализира. Ние како Министерство за земјоделие, водостопанство и шумарство секако дека немаме такви можности и ингеренции да реализираме едни вакви проекти. Секако дека ова е задача и вие како што рековте идеја е на самата општина Новаци, така да јас предлагам
согласно Законот за земјоделство, каде што ние како Министерство за земјоделие можеме да извршиме пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште, секако нормално по разгледување од секторот за земјоделство, кој што јас се надевам по оно што јас го слушнав од градоначалникот и вие тука што го изнесете во вашето излагање во врска со ова пелагониско блато, имајќи во предвид дека се работи за земјоделско земјиште кое што е дадено под концесија на ЗИК Пелагонија, но и вие кажувате дека истото не е обработливо, односно не е погодно за земјоделски потреби, така да секако дека оваа намена, ова идеја, реализација на овде ќе биде многу добра. Така да во тој правец, предлагам да градоначалникот на Новаци, што е и согласно Законот за земјоделство и негова обврска, да достави барање до Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство за пренамена на овие површини од земјоделско земјиште во градежно земјиште и како што реков, Министерството према она што ги имаме информациите ќе одговори позитивно, а секако дека и владата на Република која конечно го ја донесува одлуката ќе одговори позитивно. Но секако дека градоначалникот како иницијатор на оваа пренамена секако треба да каже и кој ќе биде инвеститорот, а ние како министерство можеме да му помогнеме на инвеститорот кој што е заинтересиран за вознобување на ова пелагониско блато, да му помогнеме техничка помош во изнаоѓање на средства од ИПАРД програмата, каде што со ИПАРД 2 програмата може да се финансираат и едни вакви проекти, каде што како инвеститор може реализатор на овој проект може да се јави самата општина. И таму некаде 85% од средствата може да бидат искористени од ИПАРД програмата, додека само 15% од овие средства за оваа пренамена би требало да ги плати државата, односно општината. Така да ја поздравувам оваа идеја, стојам на располагање да ја реализираме и уште еднаш повторувам, значи градоначалникот да достави барање до Министерството за земјоделие за пренамена на овие 50-60 хектари. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор. Пратеникот Васко Наумовски, повелете. Благодарам, председателе. Почитувам министер, задоволен сум од вашиот одговор и немам дополнително прашање. Благодарам.